Добри ден во студио за Јани Макрадули, заменик министер за животна средина. Дефинитивно најголем проблем со кој всушност и неславно завршуваме на топ листите е загадувањето во Македонија. Сега прашањето е кои до сега мерки беа, откако сте вие се разбира на функцијата, но и претходно можеби, зошто не, за загадувањето, за борба против загадувањето. Па ако може да ја одвоиме стратешката определба, прво тоа е дека за прв пат имаме еден план кој што е дел од програмата на владата за намалување на загадувањето и тоа веќе е дефиниран правец во кој што ниједна друга следна влада не ќе може да го избегне. Со еден буџет кој што е дефиниран, со мерки, со активности кои што се направени во согласност од науката, експертите. Да ве прекинам околу буџетот, колкав е буџетот? Имаше критики дека е премал. Секогаш е мал, но секогаш ни парите не се пресудни. 2 милиона евра е само делот кој што се однесува на имплементација на овој план за првата година. А во разни министерства има негде од прилика 22 милиони евра, кои што исто со своите активности придонесуваат за намалување на аерозагадувањето. Деновиве се објави повикот во кој што општините ги лоцираат и ги мапираат критичните институции. Приоритет имаат детските градинки, основните училишта и здравствените установи кои што се греат на нееколошки извор, дали е тоа нафта, дали е тоа мазут или пак дрва, и нив истите ќе бидат заменети со дали инвертори, топлотни пумпи или ќе бидат приклучени на газ или на топлотниот систем во Скопје, е решение кое што во овој момент се одвива во рамки на имплементацијата на планот. Во рамки на тој план дојде и одлуката која што треба во собрание да добие разрешница за намалување на ДДВ-то од 18 на 5%. И тоа се всушност тие мерки. Тоа се дел од тие мерки. Ама ова се нови. Апсолутно. Значи за прв пат во Македонија се справуваме со изворите на загадување. Значи не мониторираме само, туку и се справуваме со изворите. Тоа е драстична разлика. Сакам да кажам дека вакви мерки за среќа на тие држави, за жал на нас, уште во 80-тите, по 540 евра давале во Данска марки, потоа преточени во евра. Во за замена на печките, например. Државата на секое семејство или како велат домаќинство. Ако, значи тоа е сега што се прави и од страна на владата и од страна на градот Скопје. Тоа е патот по кој што го изодели Данска, Германија, Норвешка, која сакате земја, и затоа во препораките на директивите на Европска комисија има и стимулирање такви субвенции и се разбира стимулирање на приклучувањето на централното парно грејење и во тој правец одиме. Се разбира сето тоа се следи со зеленувањето, со активностите во транспортот, така да во сите сектори има по нешто што се случува дури во овој период кога не е загадено, бидејќи рековме ќе имаме континуирана борба. Добро, зошто не ја бомбардирате тогаш јавноста со овие информации? Знам дека лошите вести се секогаш приоритет за новинарите, но добрите вести е добро да стигнат до јавноста за ова што сега говорите. Па јас чекавме изборите да завршат, бидејќи не можевме да ги. Сега во исто време ќе се распиши повикот за студентскиот дом Кузман, значи 490 студенти кои што затоплувањето нивно на мазут, што е штетно, ја чинело државата и тие заедно што плаќаат граѓаните 7 милиони денари, сега ќе чини само 5 милиони денари, значи 2 милиони денари ќе се штеди секоја зима со приклучувањето на централното парно грејење, нема загадување, штедиме пари. Градинката ја давам за пример во општина Центар, која е на нафта за жал, која што е на 15.000 троши евра за време на зимската сезона, од сега натаму само околу 1600-1700 евра ќе чини струјата за затоплување на занималните на дечињата. Добро, фокусирани сте колку што сега говорите околу образовните институции, домаќинствата, добро и здравствените, болници, школи и така натаму. Со домаќинствата одиме на принципот на дефинирање на зона на ниски емисии, исто по препораката на експертите, за да покажеме и во завршна фаза сме со една меѓународна организација да Лисиче како една од најкритичните зони покажеме дека како таму интервенираме, ги замениме печките на дрва, на нафта кои што се дури и на јаглен има, и тогаш ако ја средиме улицата со
контейнери за селекција, со обновливи извори или сијалички кои што не зрачат многу, ќе покажеме дека тоа е патот и тогаш ќе биде нас ни е јасно на групата на кои работи на дел од експертите што ни препорачуваат, но тоаш и граѓаните ќе видат дека тоа е решението, бидејќи континуирано ќе го мериме само тој дел каде што ќе интервенираме. Значи тоа се делови практично кои се сиромашни. Сиромашни, бидејќи државата треба да даде средства за разлика од принципот кој што постои прв дојден прв обслужен, кај нас приоритет се најсиромашните, за да ја покриеме целата сума на замена на нивните печки. Да. Има и анкети, но и експертите се согласуваат и вие многу пати сте говореле, се знаат веќе клучните причини: транспорт, грејење, индустрија, сега ги споменавме, градежништво, отпад. Кои се овие, сите од овие што сега ги наброив, како овие би можело да бидат елиминирани како клучни причинители? Па, например, сега со помош на Министерството транспорт, еве прецизно. Мислев за отпадот, па ќе се вратам на транспортот. Извинете, знаете дека има диви сметлишта кои што се палат. Критичната депонија поранешна кај Визбегово ќе ја третираме со заеднички средства од градот и Министерството за животна средина. Апелираме кај градоначалниците побрзо да заживее концептот на регионално менаџирање и третирање на отпадот. 38 милиони евра ни стојат за источниот и североисточниот плански регион, кога ќе се договорат градоначалниците да направат едно предпријатие, веднаш ќе ги добиеме 60 диви депонии ќе се затворат, а тоа значи нема толку грејење. Се извинувам што ќе ве прекинам, со апели не може да се политиките не се водат со апели. Или со казни или со подигнување на свеста. Ние сакавме таа политика, со подигнување на свеста да го работиме, очигледно мора и со политиката, знаете, вие сте искусен политичар. Мора и со законски да ги измени. соберете сите градоначалници на заедничка средба. И имаше премиерот средба, премиерот е голем поддржувач на концепт на регионалните третирање на отпадот. Но тоа ништо досега. Се доцни, да бидам искрен, се доцни, ме зачудува тоа. Во овој момент имате општини кои што самите имаат 8 диви депонии кои што загадуваат и воздух, и почва, и вода. Наместо тоа ќе има фабрика за производство на струја која што ќе вработува луѓе и нема да загадува средината, но мораме тоа поинтензивно во комуникацијата да го направиме. Свесни градоначалници дека служат сушност на граѓаните. Па секогаш, во сите земји имало еден период на детски болести или што го викаат не во мојот двор, не во мојот двор, not in my backyard. И тоа е концепт што постои. Никој не ќе во нивната демек општина, но гледаме дека Љубљана не треба да одиме подалеку, практично во самиот скоро во центар, како во Карпош 3 да имате, е фабриката за преработка на отпад, која што на никој не му смета, да не зборувам за виене и така натаму. Во однос на транспортот, тука ги гледаме оние автобуси кои навистина грдо изгледаат и загадуваат многу. Загадуваат бидејќи тие се автобуси се помалечки. Тие се автобуси помалечки, седат подолго време на станица и повеќе загадуваат. И ова е обидот и сега што се направи првиот потез на набавката на 40, која што во тек на 40 на природен газ автобуси, тоа е првиот чекор што се прави, тие ќе бидат и премалку, но капацитетот е да промените 300 автобуси одеднаш е многу голем зафат, но мислам дека треба и ние поголем приоритет покрај зеленилото да дадеме на транспортот, особено на велосипедизмот. Во Европа, еден фрапантен податок прочитав, децата помеѓу младите од 18 до 20 години се помалку бараат возачка дозвола, туку повеќе го стимулираат на велосипед. Мене ме радува со субвенциите за велосипедизам и ова и електрични скутери во кои што навистина е убав градот од Сабајле, кој ќе се види кога е убаво времето. Се прискапи. Но со субвенции што ги дава градот е обид да се поддржи. Добро, ајде околу грејењето го споменавте, индустрија.
Па ние кон собрание го патуваме. Преголеми се критиките кон па добро, тука има оние тајкуни собственици кои всушност со години, со децени не прават ништо, не мрднуваат со прст за да обезбедат некакво квалитетен воздух и квалитетно функционирање на нивните. Па јас сакам да кажам дека е малце променета работата, тие вложуваат повеќе во технологија за заштита на средината. За жал има повеќе мали и средни компании кои што на сметка на профитот не вложуваат во заштитата на животна средина. И тука треба вие да интервенирате. Се сложувам. Има примери, особено на дрвната индустрија, кои што прават намештај, каде што за жал отпадот кој што е лакиран го користат за загревање на сопствената фабрика и со тоа затоа во планот за чист воздух делот во Полошкиот регион дел ќе субвенционираме филтри за тие компании без разлика што тоа е приватна компанија. Она што сакам да кажам, готов е законот за индустријски емисии, новиот во кој што секој дневно ќе има обврска да се она што месечно го праќаат кај нас, да го гледаат граѓаните колку е загадувањето во секоја од големите индустријски капацитети. Добро. Министерот Садула Дураки е еден од најнеомилените политичари, анкетите и рейтинзите го покажуваат. Зошто вие не би дошле на чело на ова министерство, имате доволно политичко искуство, квалификации, компетенции? Па добро, господинот Дураки може би кај своите гласачи си е популарен и омилен, тука да не добро, на ниво на држава ниво покажуваат анкетите. Мислам дека сакам да кажем наискрено, ова е клучна година за животната средина во Македонија, 2019. Ако го фатиме правецот, мислам дека ќе успееме да ги постигнеме сите оние цели, замисли што ги имаме. Но треба да се искористи моментот. Се чувствувате ли компетентен и во можност, имате политичко искуство, значи дали имате можност да преземете бидете на кормило на една ваква институција? Па лошо ако немате амбиција, лошо ако немате во животот амбиција. Предноста што доаѓаме ние од факултетот и универзитетите на времето што читаме и учиме и во без разлика во кои води ќе не фрлат. Добро, и мислам дека предолго работите во политика. Но мислам дека има капацитет, има многу граѓански организации кои што се способни, има многу меѓународни организации кои што се спремни да помогнат и тоа треба да се искористи. Навистина се направи широк фронт, универзитетите ни се тука само во една заедничка соработка, не се работи за поединец. Мислам дека решението е една заедничка на сите полиња соработка со сите оние што го сакаат здравиот живот, а тоа е интерес на сите граѓани. Добро, јас благодарам за овој интервју. Благодарам и на вас.